Даниела Стојанова од Радовиш. Иако соочена со телесниот инвалидитет и недостатокот на финанси, не се откажува од идејата еден ден да отвори игротека. Целта за реализацијата ќе биде реалност, по добивањето на грантот од Агенцијата за вработување во висина од 270.000 динари. Со овие средства, Даниела не само што ќе оствари својата идеја, вели дека ќе придонесе со адекватен психосоцијален развој на децата, почнувајќи од 10-месечна возраст па се до децата од предучилишна возраст. Сакам, значи, за подобра иднина пред се за моите деца, за мене, самодовербата моја, да ја покажам пред моите родители, пред моите сакани и да се уверам во себе. Планот е утек, значи, замисла имам, со тек на времето сакам да ја остварам. Во моментот во Струмица тече обуката за самовработување на лица со инвалидитет, односно лица со телесна попреченост. Заинтересирани лица има речиси од сите општини од југоистокот. Добивајќи менторство, стручна и финансиска подршка за реализација на својот бизнис план, овие лица ќе имаат можност покрај грантот од 270.000 динари да остварат дополнително вработување до 2 лица, за кои ќе добијат друг грант од 92.000 динари. Реални бизнис планови, различни дејности, значи имаме за игротека, имаме туристичка агенција, отварање на живинарска фарма, понатаму имаме отварање на бутик и работилница за производство на сладки. Значи различни бизнис идеи, интересни бизнис идеи, можам да кажам од тоа што го слушнав во текот на денешниот ден, дека лицата веќе добро ја познаваат оваа работа и да се надеваме дека и ќе успеат да го добијат овој грант од 270.000 денари, а понатаму тоа ќе биде поттик на другите лица со посебни потреби. Покрај огласот кој се уште е отворен за самовработување на лицата со посебни потреби, во текст се и огласите за лица кои се евидентирани како невработени. Ќе остваруваат право на обука за полагање на возачки испити за С и Е категорија. Отворен е и огласот за програмата за финансиска подршка за мобилност на работната сила.